edhe të humbësh. Fitevski megjithëse tha që nuk doni të flitni për sportet tjera përveç handbollit, si e komentoni këta terrenet këtu në Maqedoni? Што да кажам, го гледав ова репортажа на сите надпревари од фудбалската лига, сем градскиот стадион, све е друго неубаво или неблагодарно да кажеш. Мислам, ја би се сложил со играчот или Неби Мустафа на Дарита, мислам, тоа не личеше на терен. Тоа е, мислам, колку и да сакаме ние утре задутре да извадиме некој квалитетен фудбалер за репрезентација на Македонија на таков терен не би можеле да. Тоа не е проблем само со фудбалските терени, тоа е проблем и со салите во Македонија, бидејќи немаат греење, значи една голема среќа е што нашиот спонзор, нашата сала е реновира и е дотера до еден степен во кој што барем би можеле професионално да ги обавуваме врските. Че јас се слагам со него комплетно, бидејќи јас сум дел од управа и за нешто посериозно да направиш или да бараш од играчите, од фудбалерите или од ракометарите, од кешкарите, можеш да им пружиш прво. Значи, за да им пружиш прво едни основни услови, за да се добри физички подготовки, значи, ако не си добро физички спремен, не можеш да настапуваш на таков терен. Фудбалските или ракометните квалитети на еден спортист не може да ги покаже на таков терен или во сала кај што кога игра ракомет, ако е испод минус. Испод нулата. Квалитетот бие на план та значи, квалитетот доаѓа на спортистот, доаѓа на второ место. Мислам, ова е жално што вакви имаме стадиони, али јас гледам дека владата во оваа кампања за локални избори најавува дека ќе се изградат доста добри стадиони. Ако тоа го направате, голем поздрав и за фудбалот, и за ракометот, и за кошарката, и за сите. Kanë paralajmëruar edhe shumë herë më parë. Добро, јас еве лично и за нашиот клуб ни најавија дека ќе ни помогнат во јавно-приватно партнерство за салата кај нас, бидејќи јас не би сакал да понижам ни еден клуб. Металург влезе меѓу 8-те најдобри во Европа, може и тоа е во светот, у суштина колегата Ваш Јоновски, значи го прати ракометот и доста патувал со нас. Може да каже дека да влезеш во 8-те најдобри, од сите 8 што сме ние, 6 имаат освоена Лига шампион. Значи ние имаме 10 пати помал буџет од сите тие, али на пресот после Динамо Минск, кога се класиравме веќе во 8-те, Лино Червар многу каже убаво, значи тренираме во сала од камен и од дрва, каде што само една среќна околност што имаме централно грејење, градско грејење. Па баш сега разговаравме пред да влеземе во студио. Значи патуваме во 2 наутро стануваш за да стигнеш во тие дестинации кај што мислам и поред овие проблеми што ги имаат спортистите, мислам дека вие спомнавте во некој од вашите излагања во емисијава, најбитен е карактерот и желбата и мотивот. Значи, али тука не зависи само од еден, зависи од повеќе луѓе, зависи од спортистот, зависи од тренерот, зависи од логистиката, што тоа сме ние. Значи, ако тоа све заедно се укомпонира, тогаш нема да смета ни еден ваков терен, бидејќи еве и фудбалерите на Металург сега, не дека сме под исти спонзор, например, пружија нешто на исти таков терен, каде што Дрита е домаќин. Не би сакал сега да ги напаѓам, стварно е тешко да играш на таков терен, али мотивот, карактерот е најбитен во еден спорт. Не би дешто të shtoni diçka? Për të shtuar, desha të them se futbolli i dinë edhe zotriu se është punë shumë komplekse dhe tash kur formohet një ekip, varësisht nga filozofia e të them trajnerit, mos futem edhe në sfera tjera, varet se çfarë ekipi do ketë dhe çfarë mentaliteti do ketë ekipi. Siç thash edhe unë, për dallim nga Metalurgu, i cili aludon në përgatitjen e mirë fizike, ne jemi ekip më teknik edhe që tenton të bëj lojë në atë mënyrë e cila gjë nuk u përpudh fare me kushtet
që I kishte tereni, kështu që për mua aty ishte dështimi. Edhe për të thënë diçka për të plotësuar gjithë këtë, se është një gjë banale, kemi folur shumë herë. Gjë në paraqitjen e tij trajneri tha sot nuk do kemi ndeshje futboll, do jetë luftë, më thoi se tash luftë. Do të thonë se kush do jetë më I fortë në ato duele, në ato ndoshta do e fiton lojën, ishte edhe punë fati. Shpresojmë që emisioni të ndiqet nga ata të cilët janë kompetent, nga ata të cilët mund të ndryshojnë. Јас би сакал ако може да не ме свати погрешно, мислам. Јас немав никаква намера да ги нешто да кажам дека слабо одиграли или било што, мислам, јас кажав, надпреварот е тежок. Може и надпреварот јас го немам гледано, може и среќна околност како ги постигнале тие. Fakti është që Metalurgu ishte skuadra më e mirë në terren, krijoi raste, pati shumë të tilla në pjesën e parë, dal ngadalë mbyllin pjesën me futbollin. Muzaferi u pret të ente nëse nuk gaboj një takim tjetër me Sileksin, çka në fakt pret Shkëndija nga ky duel. Mirë, me një fitore të ditën e njëjtën, duhet të them që duhet ta vërtetojmë atë fitoren që e kishim ditën e diell në Kratov. Mendon të vazhdosh me shënimin e goleve? Po, dhash Zoti, pse jo? Të konvenon Sileksi? Jo vetëm Sileksi, gjithë ekipet tjera, por normal që do mundohemi që të punojmë si ekip, si kolektiv, kështu që mendoj që me përkrahjen e ekipit do të arrijë që të shënoj edhe gole tjera. Nebi, është Kërçova vendi I dur për të kërkuar drita pikë, mbase tregojnë në Vjesh se mund të dalë pamposhtur nga atje? Ne kemi pasur ndoshta një ndër ndeshjet më të mira në Kërçovë në 6 mujorin e parë. Mirë po them tani, mbase nuk duhet ta ndjejmë, paktën jo unë edhe disa lojtarë tjerë presionin e këtyre humbjeve, me dojmë mos luftojmë të kthehemi fitoreve dhe besoj se po që se du jenë edhe kushtet më normale. Tash ne kërkojmë ndoshta shumë, po them përsëri se ashtu e kemi mentalitetin, mundësitë momentale të ekipit janë të tilla. Edhe besoj se do kemi mundësi të bëjmë diçka. Janovski, shkurt një koment në këto 11 xhiro kanë mbetur, megjithëse folët më herët, është Vardari favorit për titullin e kampionit? Мислам дека Вардар е најсериозен кандидат за шампионската титула, иако ќе кажам 33 бодови се во игра, тоа се доволен број на бодови да се направат и измени на табелата, но според мене мислам дека Вардар е најблиску до титулата. Европа, Хоризонт, Металург, апо мундет Доколку го задржат напредокот што го имаат Хоризонт и Напредок и продолжат да играат како во првите 22 кола, може да се надеват, иако сметам дека и Шкендија, и Ренова, па и Работнички нема така лесно да се откажат од местата што водат во Европа. Gjithsesi, kjo është garancë që na presin edhe 11 xhiro interesante në ligën e parë të futbollit në Maqedoni. Shkojmë me një material të përgatitur nga kolegu Mahir Thaçi në lidhje me suksesin historik dhe me krenarinë sportive këtu në Maqedoni, klubin e handbollit Metalurgu, për të rikthyer më pas të debatojmë me zotin Kitevski. Македонскиот ракометен првак Металург ќе игра со Килце во четвртфиналето од Лигата на шампионите, откако жребката сакаше повторна средба на старите пријатели од групната фаза. Првиот надпревар ќе се игра во Скопје, зашто Металург беше во вториот барабан од оваа жребка. Со добивањето на Килце на Металург му се оствари желбата да го добие полскиот тим, кој е најмалку силен од 4 тима кои може да му се паднат на тимот од автокоманда. Ракометарите на македонскиот првак го посакуваа Килце и поради можноста за одмазда, зашто во групната фаза Металург 2 пати загуби на надпревари во кои поголемиот дел беше во водство. За разлика од Металург, среќа немаше македонскиот интернационалец Кирил Лазаров, кој со неговиот Атлетико Мадрид ќе игра против Барселона, која е главен фаворит во ова надпреварување. Преостанати двојки се Атлетико Барселона, Фленсбург Хамбург, Кил Веспрем. Металург стигна до четвртфиналето од Лигата на шампионите, откако 2 пати славеше над Динамо Минск и во овој осмина финален двобој го елиминираше белорускиот тим. Според тренерот Лино Червар, успехот е уште поголем бидејќи доаѓа од клуб од мала населба. Металург е доказ дека и малите клубови можат да бидат големи, се пофали хрватот, кој има апсолутно право да биде горд на она што го остварува како кормилар на ракометен бренд.
Мојсовски, Миркуловски, Манасков, Димовски, Велкомарковски, Митревски. Сите овие репрезентативци се дел токму од Металург, а фактот дека функционираат толку добро како колектив сигурно ќе му донесе добро и на нашиот национален тим во предизвиците што се пред него. Оваа недела бевме сведоци на нова страница во македонскиот ракомет, меѓусебен респект и големо почитување меѓу ривалите Вардар Про и Металург. Раководството на металурзите изрази благодарност за подарокот што го доби од вардарци. Се работи за копија на артефакт, крст од 19-тиот век. Најискрени спортски честитки за пласманот во четвртфиналето на Лигата на шампионите, со желба да играте и на Final Four. Ракометен клуб Вардар Про, пишува во честитката од Вардар Про. Ракометниот клуб Металург на својата официјална веб страница се заблагодари за губавиот гест од Вардар Про. Ова е голем чекор напред во односите меѓу двата најдобри македонски ракометни клубови. Drone should hit you in just a few seconds. The supersonic drone should hit you in just a few seconds.